Добар ден, ученици! Јас сум доктор Жана Чингоска, наставник по стручни предмети во Средно медицинско училиште на град Скопје, доктор Панче Караѓозов. Со оваа презентација ќе обработиме нова наставна содржина од предметот Систем на здравствена и социјална заштита, кој го изучуваат учениците од прва година од сите квалификации во секторот здравство и социјална заштита. Новата наставна содржина се однесува на здравствено-воспитни методи. Поимот метод секојдневно го слушаме и го користиме кога треба да означиме на кој начин или со која постапка извршуваме одредена задача, односно определена работа. Така, например, на час по математика, наставникот ни објаснува различни методи за решавање на еден ист математички проблем. Кога го изучуваме странскиот јазик, тоа може да се изведува на различни начини, односно со примена на различни методи. Понекогаш се користи метод на слушање, понекогаш метод на пишување и читање, а друг пат метод на конверзација, односно разговор. На сликата имаме различни прикажано еден метод за миење и дезинфекција на рацете. Тоа е посебно актуелно во ова време на пандемија од COVID-19. Сликата ни покажува фази во миењето на рацете, нанесување на течен сапун, тривање и создавање на пена, триење на внатрешните површини на дланките, триење на површините помеѓу прстите, плакнење и сушење на рацете. Покрај овој метод има и други методи за миење и дезинфекција на рацете, како што е, например, хирушкиот метод на миење и дезинфекција. Во наставата се користат наставни методи. Што се тоа наставни методи? Имено, тие можат да се опишат како различни начини на заедничка работа помеѓу наставниците и учениците, а со нив на помош учениците стекнуваат знаења и вештини и се развиваат психофизички. Слично на наставните методи се и здравствено-воспитните методи. Тие се користат во здравственото воспитување. Можат да се опишат како различни начини на заедничка работа помеѓу воспитувачите и воспитаниците, со цел воспитаниците да стекнат знаења и вештини кои се однесуваат на чување и унапредување на сопственото здравје и здравјето на заедницата, односно така нареченото колективно здравје. Здравјето како највисок императив за човекот и за колективот се однесува на здрава храна, чиста вода за пиење, чист воздух за дишење, здрави животни навики. Во здравственото воспитување има голем број на здравствено-воспитни методи. Со цел истите да можат полесно да се изучат и побрзо да се избере соодветниот метод за некоја конкретна здравствено-воспитна активност, истите треба да се класифицираат, односно да се поделат. Една од класификациите на здравствено-воспитните методи е онаа која ја дала Светската здравствена организација. Според оваа класификација, постојат два вида на здравствено-воспитни методи – еднонасочни методи и двонасочни методи. Самиот назив на методите покажува врз основа на кој критериум е направена класификацијата на СЗО. Тоа е преносот на информации. Дали информациите се пренесуваат само од воспитувачот кон воспитаниците, или информациите се пренесуваат во двете насоки, и од воспитувачот кон воспитаниците и во спротивната насока. Кои се карактеристики на еднонасочните методи? Кај нив воспитувачот е извор на информациите, воспитаниците се само пасивни слушатели.
Овие методи не се многу популарни и во ново време се повеќе се одбегнуваат. Научно е потврдено дека при пасивно слушање се усвојуваат мал процент од информациите, околу 5%. Понасочните методи се познати уште како сократовски методи, го добиле името од во чест на грчкиот филозоф Сократ. Кај овие методи се развива дискусија помеѓу воспитувачот и воспитаниците. Сите имаат право да поставуваат прашања, се даваат одговори во двете насоки. Втора класификација на здравствено-воспитните методи, која истовремено и најчесто се користи во секојдневната пракса, е класификација според бројот на воспитаници. Според овој критериум, здравствено-воспитните методи можат да бидат индивидуални, кога се работи со еден воспитаник, односно една индивидуа, потоа групни, кога се работи со една група на воспитаници, која може да брои најмалку 7, најмногу 30 членови, и масовни здравствено-воспитни методи, кога се работи со поголема група на воспитаници, повеќе од 30 до 100, а понекогаш дури и над 100 воспитаници. Сега започнуваме со објаснување на посебните здравствено-воспитни методи, односно индивидуалните, групните и масовните. Индивидуални здравствено-воспитни методи. Најчесто користена ваква метода е интервју. Зборот интервју потекнува од англискиот јазик и означува разговор. Самиот збор е составен од два збора. Интер, што значи помеѓу, и view, што значи гледање. По буквален превод тоа би било гледање помеѓу две личности. Во секојдневниот живот често го слушаме зборот интервју. Пример, интервју за работа. Исто така на телевизија често пати гледаме интервју на новинар со некоја јавна личност. Во последно време тоа е министер за здравство, а порано познат спортист или музичка звезда. Интервјуто може да го објасниме како насочен разговор помеѓу две индивидуи кои има однапред определена цел. На сликата е прикажано интервју помеѓу воспитувач, односно здравствен работник, и воспитаник како здраво лице. И ова е пример за интервју во современи услови кога ни се заканува COVID-19, помеѓу здравствен работник и пациент кој е болен или суспектен за COVID-19. Ова е интервју кое не се остварува со непосредна комуникација помеѓу воспитувачот и воспитаниците, туку комуникацијата е онлайн со користење на информатичко-комуникацијски технологии. Се разликуваат два вида интервју според преносот на информации и резултатите што се постигнуваат при тоа. Тоа е информативно интервју и инфлуентно интервју. Кај информативното интервју се даваат или се прибираат податоци за некоја болест, за некоја здравствена состојба, навика на пациентот и така натаму. Најчесто вакво информативно интервју даваат пациентите кога посетуваат ординација, при првиот контакт со здравствениот персонал на шалтер или при првиот контакт со докторот по медицина. Вториот вид на интервју е инфлуентно. Со овој вид на интервју се менуваат навиките и однесувањата кај воспитаниците, а се со цел да се зачува и да се подобри нивното здравје. Понатаму се групни здравствено-воспитни методи. Што представува група? Група представува збир на луѓе кои имаат или исти интереси, или исти проблеми, или се емоционално поврзани, или пак се зависни едни од други. Постојат различни видови на групи, и тоа според начинот на формирање, можат да бидат постојани и привремени, и според бројот на членови
Можат да бидат мали и големи. Што значат постојани групи? Тие се веќе формирани, тоа се членови на едно семејство, сите ученици од една паралелка или сите ученици од едно училиште. Привремените се ново формирани групи и тоа се, например, членови на секции, клубови, здруженија, групи за самопомош и така натаму. Малите групи бројат најмалку 7, најмногу 15 членови, а големите групи бројат најмалку 15, најмногу 30 членови. Здравствено-воспитните методи можат групните здравствено-воспитни методи да се поделат на групни здравствено-воспитни методи за работа со мала група и групни здравствено-воспитни методи за работа со голема група. Групни здравствено-воспитни методи за работа со мала група се работа во мала група, играње туѓа улога, метод на жива демонстрација, здравствено-воспитна работилница и метод на домашна посета. Сега ќе се запознаеме посебно со секој од овие методи. Работа во мала група. Овој метод се користи за изнаоѓање на решенија за некој здравствен проблем, што се прифатливи за сите членови на групата. При работа во мала група, членовите ги изнесуваат своите гледишта, ги аргументираат или ги образложуваат, спротивставуваат и ги усогласуваат своите знаења и ставови. При тоа се користат различни техники. Една од најчесто користените техники при работа во мала група е така наречената бура на идеи или brainstorming. При оваа техника на работа се поставува некое провокативно прашање на кое членовите даваат различни одговори. Пример за провокативно прашање е зошто младите луѓе почнуваат да пушат цигари. Наредни здравствено-воспитни методи за работа во мала група се играње на туѓа улога и метод на жива демонстрација. Играње туѓа улога е често користен метод при работа со идни медицински работници, односно ученици, кои се оспособуваат за вршење здравствено-воспитна работа. Доколку сите членови на групата истовремено играат туѓи улоги, тогаш методот се нарекува социодрама. Овдека имаме пример за социодрама. Учениците имаат улога на пациент, стоматолог и здрав зап. Тоа е здравствено-воспитна метода за унапредување на оралното здравје. Метод на жива демонстрација. При неговото користење воспитувачот прво ја објаснува целта, потоа практично ја демонстрира и на крај воспитаниците вежбаат под надзор на воспитувачот. Во првите две фази, објаснување и демонстрација, воспитувачот има активна улога, а во последната фаза вежбање, воспитаниците имаат активна улога. Здравствено-воспитна работилница е метод кој се повеќе се користи во здравствено-воспитните активности со цел да се стекнат знаење и вештини, да се изменат ставовите на воспитаниците во позитивна насока и да се подобрат нивните комуникацијски способности. Овдека имаме една здравствено-воспитна работилница, демонстрација на техники за миење на забите. Учесници во оваа група се деца од предучилишна возраст, кои треба да стекнат знаење и вештини за правилно миење на забите, кои треба да ги променат своите хигиенски навики во позитивна насока и при тоа да совладуваат комуникацијски способности меѓусебно или со воспитувачот. Последниот метод од оваа група е метод на домашна посета. Се користи при здравствено-воспитна работа со членови на едно семејство. Типичен пример е работата на патронажната служба. На сликата имаме метод на домашна посета на патронажна сестра,
Во семејство кое што има новороденчиња близнаци, целта на оваа посета е да се оспособат родителите за правилна грижа и нега за новороденчињата, но и грижа за сопственото здравје. Потоа се групни здравствено воспитни методи за работа во голема група. Тука се вбројуваат предавање, панел дискусија и драмска представа. Предавањето е најстар и најчесто користен метод на здравствено воспитување. Има еден предавач, најчесто е здравствен работник од одредена област и една поголема група на слушатели. Панел дискусијата се почесто ја гледаме денеска на телевизиските канали. Во актуелност на пандемијата од COVID-19 има многу панел дискусии на различни телевизиски емисии, каде учествуваат стручњаци од различни области, например инфектолози, епидемиолози, микробиолози, психолози, психијатри и слично. И тие сите разговараат на една одредена тема, а тоа е COVID-19. Третиот вид на здравствено воспитен метод за работа во голема група е драмска представа. Овој метод има голем успех при работа со деца. Пораките кон воспитаниците, односно децата, ги испраќаат нивните омилени јунаци од приказните и затоа се поттикнува интересот и се овозможува позитивен исход на здравствено воспитната активност. Масовни здравствено воспитни методи се применуваат при работа со групи кои бројат повеќе од 30 воспитаници. Најчесто се применуваат на конгреси, конференции, симпозиуми, трибини и други собири. И целта на ваквите здравствено воспитни методи може да биде запознавање на јавноста со мерките за спречување на појавата и ширењето на некоја заразна болест или пак, например, со мерките за заштита од аерозагадувањето. Тоа беше денешната содржина. Овде ви се дадени задачи за рефлексија. Се надевам дека детално ќе ги прочитате, ќе ги одговорите и при тоа ќе го аргументирате својот одговор. Ви благодарам на внимание.